Кој ја зел книгата? Нашата деветкатница има вкупно 36 семејства. И секое семејство има свое поштенско сандаче. Сандачињата се навистина мали, но во себе можат да соберат цели светови. Исто како и чантата на чичкото поштар. И неговата чанта е малечка, но во неа е собран 1001 свет, што потоа се раздава на малечките сандачиња. Поштенското сандаче под број 21 во деветкатницата добива најмногу писма, а на нив можат да се сретнат марки од сите страни на светот. И бидејќи Орхан не ги сака марките, неговиот татко нив им ги раздава на децата од новата улица. Сандачето број 21 добива и многу книги. Еден ден од Белград пристигна книга, а врз пликот имаше ни помалку ни повеќе, туку 17 марки во боја и со илустрации. Но напладне книгата ја немаше во сандачето. Кој ја зел книгата? Секој можеше да ја земе, зашто обично моливче или дрвце лесно ќе успееше да ја извлече од сандачето. Зарем не пристигна книга од Белград, праша Орхановиот татко. Не, рекоа в понеделник. Не, рекоа во вторник. Не, рекоа в среда. Не, в четврток, петок и сабота. Во нашата куќа има 36 семејства, со по неколку деца во секое. Сигурно некој од овие деца ја зело книгата, но кое? Осман, да не си зел книга од нашето сандаче, праша Орхановиот татко. Петре, сигурно ти си ја зел книгата. Агим, ако си ја зел добро, признај па се ќе биде во ред. Како во хор се одговараше, не. Каде ли да се бара, што да се прави, како да се дојде до книгата? Орхановиот татко многу ги сакаше децата од новата улица, а и тие него го сакаа. Затоа сите семејства беа вознемирени. Целата куќа стана на нога. Некои родители ги беа истргале ушите на своите деца, а други беа употребиле прачки. Беа употребени и тешки зборови како што беа. Ешреф, сигурно ти си ја зел книгата. Да, тоа го имаш направено ти и никој друг. Беше вознемирен и чичкото поштар. Јас ја оставив во сандачето. Ќордано, ќерко, и ти беше овдека кога ја оставив. Ќордана не рече ни збор, а инаку тие денови луѓето не ја забележуваа премногу. Потоа се дозна на денот на донесувањето на книгата, таа и Орхан се скарале. Затоа таа последниве дни со наведната глава поминуваше крај Орхановиот татко. Помина цел еден месец. Настанот со книгата почна да се заборава. Истиот ден, кога Орхан и Ќордана се смирија, книгата се најде во сандачето број 21. Стоеше како никој воопшто да не ја имаше допрено со рака. Децата од новата улица многу се зарадуваа и гласно го поздравија Орхановиот татко кога тој дојде пред сандачето. И Ќордана беше меѓу децата. И бидејќи беше повисока од другите деца, главата ја беше наведнала и допрела до Орхановата. Оваа слика како вистинска фотографија стои пред моите очи.